Изборната кампања влезе во завршницата. Кандидатите за прв човек на Скопје имаат уште 5 дена до изборниот молк да ги убедат граѓаните дека се вистинскиот избор за метрополата. Рехабилитација на постојната патека на Кеот со ново зеленило и соодветни ленти за пешаци и велосипедисти, најави кандидатката на СДСМ Каја Шукова. Таа вели, долгорочно Кеот е во план да биде дел од интегрирана мрежа на пешачки и велорути, кои би направиле една целина во Скопје. Шукова дополнително смета дека руинираните гали и врбите треба да се отстранат, а Вардар да го врати својот сјај. По план е изградба на безбедна, зелена и модерна пешачка велосипедска патека, осветлена со LED систем, со уредено минорно и мајорно корито, со клупи, урбана опрема и јавен простор достапен за сите генерации. Овој дел од Кеот ќе го поврземе Ѓорче со Карпош, центар, аеродром и Газибаба. Ќе создадеме 12 километри непрекината сино-зелена оска низ градот. Град кој функционира паметно, брзо и честно, град во кој наместо врските системот ја движи работата, посочи кандидатот на ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски, кој најави целосна дигитализација на градот преку формирање на смарт центар, со што градот би требало да се ослободи целосно од хартиена администрација. Воедно меѓу проектите и дигитален близнак на Скопје кој треба да овозможи интелигентно урбанизирање. Ќе формираме посебна организациона единица со назив Смарт центар, кој ќе биде срцето на дигиталната трансформација и преку кој ќе се координираат сите проекти за дигитализација на градот, односно воведување на паметен град, овозможувајќи дигитално управување со транспорт, отпад, јавни ресурси и услуги преку податоци и анализи во реално време. На кандидатот на искуство за успех Александар Тројановски во фокусот денеска му беше јавниот превоз, најавува одлавување на БРТ проектот и набавка на нови еколошки автобуси кои би возеле на метан. Воедно за средношколците планира да има посебни автобуси кои би ги земале од дома. Најголеми проблеми на градот и секако на граѓаните, тоа е јавниот транспорт. Во нашата програма предвидуваме комбиниран систем и имплементација на двата паралелни проекти кои што досега беа оспорувани од големите политички партии, одлавување на процесот за Bus Rapid Transit или БРТ системот секако и набавка на нови автобуси, еколошки би напоменал. Независниот кандидат, професорот Горан Марковски, пак посочи дека само стручност може да го излече Скопје од агонијата во која се наоѓа, односно да се обезбеди севкупен систем од јавен превоз, простор, воздух и сето она што може да се нарече градски живот.